Повод за ова издание на студиото на Нова е посетата на директорот на дирекцијата за проширување на Европската комисија. Тој дојде тука, а во Брисел беа Заев и Шекеринска и разговараа со комесарот за проширување Штефан Филе. Имаше различни толкувања во врска со посетата на Заев и Шекеринска на Брисел, но и за она на Европската комисија, на директорот од дирекцијата за проширување во Скопје. Во врска со овие дилеми во студиото на Нова ги поканив амбасадорот Ристо Никовски и мојот колега новинар Бранко Геровски. На почетокот би сакал да слушнам од ваша страна како вие го толкувате, ја толкувате посетата на Заев и Шекеринска во Брисел и она што произведе како соопштение од кабинетот на комесарот Филе со оглед на тоа што почнувам од тоа бидејќи е најново и предизвика некако најмногу контроверзии. Амбасадоре? Не знам, али предпоставувам дека посетата на Брисел е веројатно иницијатива на Филе. Предпоставувам, не тврдам. Меѓутоа, во секој случај е добро што дојде таква средба. Мислам дека нашата опозиција треба да ги чуе изворно ставовите, мислењата, оценките на Филе, а тоа значи на Европската комисија, кои во никој случај не поддржуваат бојкот на парламент. Тоа е едно непишано правило на Запад. Бојкот на институциите е нешто незамисливо. Секој кој ќе се обиде на таков чекор, се само отпишува, се само отепува, што би рекле ние. Имаше два елементи во тоа соопштение кој го видовме вчера од Брисел. Првото, во првиот дел дека владата има одговорност да преземе мерки во однос на изборите, медиумите и одделувањето на државата од партијата, и потоа во вториот дел, каде што се повика опозицијата да се врати во парламентот. И сега тука се толкувањата различни. За едни пораката е до владата, за други пораката е до... Секојаш било кај нас, кога ќе дојдат извештаите од Европската комисија, опозицијата ги зема негативните делови, позицијата ги зема позитивните делови. Знаете, меѓународната заедница... Јас се видувам само да се огледаме да детектираме комплексноста на меѓународната заедница секојаш води сметка за балансот. Дури да е 95:5%, тие секојаш ќе направат балансирано да бидат. Тие не сакаат да земаат страна. Меѓутоа, кај нас до денес избори фер и демократски немало. Нити ќе има во догледно време. Само онака во целина, во суштина и така натака. А меѓу нас кажано, во светот нема целосно исправни, коректни, честни избори. Нема. Со прашање колкава е злоупотребата 5% или 95%. Во сите наши избори до сегашно имало мани. Има и во овие. И тоа не е спорно. И знаете, јас разговарав со Аренс, кога беше завршена изборната процедура, и го прашав дали незадоволството на опозицијата има место. Вели, секоја опозиција, секој што губи право да се лути. Меѓутоа, чинот кој го превземаат, бојкотот, не е соодветен... Тоа е разбрано. Не, дозволите. Не е соодветен на резултатите. Разликата е огромна. И вели да беше 10.000 гласа разлика, 15, па нека биде 20. Пораката од Брисел, дали е пораката... Да се вратиме, мораме корно да го согледаме. Вратете се во парламентот. Ако не го согледаме корно, нема да разбереме состојбата, ситуацијата, резултатот. Значи, да беше 10, 15, 20.000, нека биде 1000 гласови разлика, имаше некаква маневарска и просто кажеш, не го признавам, бидејќи украдени се. 200 гласа не можеш да украдеш. Најголемиот гение не може да украде 200 гласа. Се вратиме на пораката од Брисел. Значи пораката од Брисел... Дали пораката вратете се во парламентот, прво вие па потоа решавајте ги проблемите или прво владата да ги реши овие проблеми па потоа да се... Не, апсолутно, видите. Изборите завршија, тоа е завршена приказна. Никој во светот, велам генерално, иако има тука исклучоци, не сака Македонија да западне во криза. Ова што го форсира опозицијата е криза, политичка криза во земјата. А да не забораваме, истото го прави и ДУИ, на еден посуптилен начин, значи од две страни ние креираме криза во земјата. А целта која е? Да пропаднеме сите заедно. Значи, гестот, чинот на бојкотот е прво некоректен, далеко од интересот на земјата, напротив, земјата ја води кон длабока криза, нефункционална демократија, и после од Брисел имате нефункционална демократија. Значи, главната полека на Филе, недискутабилно, што би рекол Авди Бајрам 103%. Вратете се во парламентот, тамо борете се. А он не може да го каже тоа само тоа, мора да ги спомне и недостатоците на изборите. А тоа велам една
константна категорија кај нас и така ќе биде уште до догледно време. Геровски, вашето толкување околу пораката, што е прво, дали е пораката вратете се во парламентот, па решавајте ги проблемите во диалог со владата, или владата не да ги реши проблемите со медиумите, одделеност на државата од партијата, па опозицијата се врати од парламентот? Јас барем не гледам никаква контрадикција во соопштението на Филе и мислам дека станува збор за еден документ, да го наречеме, со краток, јадровит, но со многу сериозна содржина, кој ја покутува суштината на политичката криза во Македонија која постои, без разлика ние дали сакаме, не сакаме, ја произведуваме, ја препроизведуваме и така натаму. Значи, обрнете внимание, во документот се повикува на кога се задаваат задачите на владата како ургентни, тоа е прилично редок речник во ваков тип на соопштенија, се посочува на проблемите кои ги регистрира мисијата на ОПСЕ, со кого господин Николски разговарал со господин Таренс, и тие проблеми без разлика, јас верувам дека така сте зборувале, но воопшто, барем во извештајот на ОПСЕ, кој подоцна го поддржаа со јавно соопштение и Европската комисија и Соединените американски држави, нивните представништва дипломатски, воопшто не се од техничка природа. Дури во тој документ се вели дека и проблемите кои нас не изгледаат дека се од техничка природа се суштински бидејќи можат да предизвикуваат недоверба кон целиот изборен процес. Јасно се нотирани. Значи, прашањето ми е пораката кој е прво владата да ги реши проблемите па да се врати опозицијата или обратно, владата да се врати опозицијата па да се решаваат заедно проблемите. Тоа се обидувам да го дефини, ако може да го разјасниме некаде. Јас мислам дека работите се многу едноставни, во соопштението се многу едноставни, ако сакате и редоследни поставени во соопштението. Бесмислено би било враќањето на опозицијата во парламентот, која го напушти како чин на делегитимирање на изборниот процес, ако не се решаваат проблемите кои се произлезени од едно според мене фалсификување или наречете го проблемите кои произлегуваат од слабостите во изборниот процес. Значи, нема зашто опозицијата се враќа во парламентот за да биде декор, тоа му е јасно на господинот Филе. Во повикот до СДСМ, таму се вели вака, се вели да се тој повик да се вратат во парламентот, за таму да се решаваат проблемите. Ако не постои волја да се решаваат проблемите, а не постои очигледно, барем не до овој момент, тогаш бесмислено е. Тоа беше основата на потегот на опозицијата. Ние 8 години зборуваме дека има вакви или онакви технички, полутехнички, па сериозни, па многу повеќе сериозни проблеми на изборниот процес. И бидејќи проблемите не се решаваат, бидејќи Македонија се сваќа како држава, како демократија во која политичкото мнозинство има право да го малтретира политичкото малцинство, смислата на учеството на малцинството во демократските институции е бесмислено, бидејќи тие демократски институции имаат изгубена својата суштина. И поради тоа, мислам дека акцентот е ставен на тоа дека на јасната порака од соопштението, луѓе, почнете итно да си ги решавате проблемите. Не само тие што ги нотира ОПСЕ, туку нагласува Филе во соопштението, и тие што ние ги нотираме како Европска комисија веќе подолго време, тоа го во соопштението. Според тоа е суштината на соопштението. Ако вие мислите дека утре са бајле СДСМ, ако се врати во парламентот, а Груевски ќе излезе на телевизија и ќе рече готово ги решивме проблемите, дека тоа е решението за Македонија, горко се лаже. Тој филм нема да се дава и тој филм не врши работа, тоа не врши работа. Чекайте, да. Видите, прво викате малтретирање на опозицијата. Јас би замолил да го објасните кој е веднаш. Ако ми дозволите веднаш. Ајде, само кратко, зашто најкратко. Тепање на пратеници, изфрлање насилно од парламентот на 24 декември 2012 година. Тоа заврши. Сега има нов состав, тоа заврши. Тоа го апсолвиравме, го проголтавме. А колку пати треба да ги тепаат за да бидете вие задоволни? Прашавте како е малтретирање, ево и аргумент. Добро. Ајде да се сложиме со така. Тоа заврши, го апсолвиравме, Филе беше истиот кој интервенираше, ги врати сите таму и ја заврши приказната. Сега велите дека Филе вели да ги решавате проблемите. Цело време не го вела тоа. Сите овие забелешки што ги повтори он вчера и кои ги имаме и од ОПС и од секаде, не се ништо ново.
Значи, прашањето е како да ги решиме проблемите. Вие, значи, поддржувате да дозволите да остане надвор опозиција, така? И преку улица ги реши проблемите? Не може тоа помине Македонија. За среќа или за жал. Ај околу решавањето на проблемите. Значи, проблемите, ако сакаме да ги решаваме, и тоа е финалната поента на Филе, во собранието, има институција ова држава, функционираат вака или така. Со негирањето на институциите вие негирате државата. Разбирате, значи, доаѓаме до на клучното. Ако сакаме да го решиме проблемот, мораме да го решаваме во институциите. Не може преку лица, што го избра СДСМ е погубно не само за државата, и за самата СДСМ, зашто вака партијата Лјупчо Георгиевски Лјубчо го направи истата грешка во која 94-та година. Бойкотираше изборите, остана надвор и направи катастрофална грешка. И дојде на власт 98 година. Дојде, али ова не е Лјупчо, разбирате, ова е друга влада. Ова е друга влада, друга власт е, и да се разбереме, значи, суштината на ова што го сугираше Филе, решете ги проблемите. Добро, околу решавањето на проблемите. Околу решавањето на проблемите. Не дозволите, не прифаќа, никогаш не почитува, не размислува така да комисијата антифиле дека проблемите да се решат на улица. Дали во еден дел каде што он вика слободата на медиумите и таа загриженост која се повторува за спојувањето на партијата со државата, дали во известна смисла не дава легитимитет на, како да кажам, можеби не на бојкотот на опозицијата, но нивната загриженост дека учеството во парламентот во такви околности со проблеми со слобода на медиуми и партизираност на државата, дека учеството на опозицијата не е баш од некоја голема корист во некоја вистинска демократска една во целството е така. Имате мнозинство, имате малцинство. Ние други имаме на етнички план кога малцинството сака да доминира. Го нема тоа луѓе никаде во светот. Мнозинството решава. Сега е прашање на фер, на ниво, ако сакате политичко, кога мнозинството води нагласено и доволно, ако сакате сметка и за аспирациите на малцинството, односно на опозицијата во конкретниот случај. Значи, тоа прашање станува за цел свет актуелно. И кај нас е актуелно. Ова што зборите за слободата на медиумите. Па која влада, не само кај нас до сега, во светот не сакал да ги консултира? Никогаш не било така високо политичко ниво, таков критериум. По ваше мислење, меѓутоа не заборавајте, оваа влада е колку веќе 8 години. Разбирате, значи никој до сега не успеа толку да владее. Сега се имаше на почетокот таму на 90-те години, кога колку 6 години беше на власт. Ова е прв пат некој да стои 8 години на власт. И знаете, тоа влијание индиректно, интереси индиректни се поклопуваат и одат во една насока. Меѓутоа, вие имаме медиуми, вие сте тука. Некој вика диктатура, вие често зборувате за диктатура. Не како кој го рече тоа, мисли чини, не знам, Ботевски или Ванковска рече. Без разлика ние што вели, дозволете, вика, ако е диктатура, вика, да се критикува власта, утрете нема. А овдека тоа случај не е, значи, некоја слобода на медиуми постои, дали е таа доволна е друго прашање. Може да кажам. Господин Никоски, бидете фер и после мојов одговор раскажете им на публиката како изгледа таа слобода на медиумите во ова студио. Ние уште малку треба да се гушнеме овдека во студио за да почнеме да разговараме, а обичате како изгледаат овие камери, прекрасни студија и така натаму во споредба со она што го има на располагање власта. Смешно е, извинете, комично е, трагикомично е, тажно е дури да зборувате за постојање на некаква слобода на медиумите во Македонија и да кажете, па да, постојат, видите, вие сте доказ за тоа, вие малите медиуми, вие и така натаму, вие сте доказ за тоа. Ги гледам јас и другите телевизии гледам. Гледате телевизија? Да, гледам. Страшно. Ајде, губите време. Телма. Должам одговор на претходното прашање, ако може, бидејќи тоа е клучното за Телма 24. За проблемите во Македонија. Видете, суштината на политичките проблеми во Македонија не е од техничка природа. Суштината на проблемите во изборниот процес не се од техничка природа. И јас не можам да се приколнам кон мислењето, добро, во цела Европа мнозинството го малтретира малцинството, во цела Европа тој што е на власт победува, седи по 20, по 30 години, а овие другиве мора да трпат. Има и такви случаи, то чести. Во Европа нема. Има. Имате во Африка такви случаи и во Европа се, ако има, многу се ретки. Кажете ми колку години беше на власт? Колку беше? 17 години? Во 70-тите, 80-тите. Не е важно. Колку беше Тачерка на власт?
Проблемите во Македонија. То либерна власт колку беше, па немојте така, имамо Европа и тоа најразвити демократии. Проблемите во Македонија се проблеми што институциите истисната нивната демократска суштина, проблемите ова што ние во Македонија денеска го живееме се вика режим, сите основи, ама дозволете да кажам сега и вашето, мислам, не се зборува за тоа дека сме во една режимска, како да кажеме, ситуација. Видете, проблемите во Македонија се потекнуваат од тоа што имаме, како да кажам, длабока осека на демократските процеси во нивната основа. Значи, тоа не може да има 100 медиуми, може да има 200 медиуми. Меѓутоа, квалитетот на прашањето на во каква позицијата се медиумите во Македонија се гледа од процесите. Имаме ли ние отворена цензура во Македонија? Имаме. Имаме ли ние? Како каде? Господин Николски, имате новинар што е во затвор поради цензура. Дали ви тоа јасно? Имате во Македонија Савке Жаровски се вика, чекайте, Савке Жаровски откри сведок во цел свет. Во затвор е поради собствен текст. Ама зашто? Затоа што откри казниво дело направи. Во собствен текст вие можете да направите казниво дело, може да направите казниво дело. Он направи. Он откри заскриен сведок. Ние сме единствената европска земја во која новинар во затвор. Ама зашто? Ако новинар убие, може да нема право да ги убиеме. Ќе ми ја украдете поентата. Не разговараме слободно во идеите, но еве сега се вратам на она што го најавив на почетокот. Постојат сериозни сигнали дека Македонија може да загуби препораката за почеток на преговори во наредниот извештај кој треба да биде објавен во октомври. Една од причините, меѓу другото, е и слободата на медиумите кој во неколку наврати се потенцира од страна на Европската комисија како висок политички критериум, релевантен за копенхашките критериуми, односно нешто што е една индиција за една сериозна демократска држава која претендира да биде дел од Европската унија, меѓу другото тука и борбата против корупцијата и проблемите со судството. Дали сметате дека тие спекулации дека Македонија може да загуби препораката се реални? Прво, мислам дека не се реални, затоа што самата Европска комисија си има стандарди и не може да се повреди нешто што веќе го постави на дневен ред. Меѓутоа, ако дојде до такво размислување, а може да дојде, тоа ќе биде само за тоа што добиваме нефункционална демократија. Затоа што една сериозна политичка сила го бойкотира системот, две со тој заедно, го бойкотираат системот, ги бойкотираат институциите и тоа ќе станува нефункционална демократија. А дека ќе ни одземат препораката ради медиумите, судството, тоа се приказни за деца, разбирате. Нашето судство ќе биде 15 години вако кој што е. Ќе се подобро веројатно. Во Бугарија што мислите дека подобро кај нас, во Романија подобро кај нас, полоше. Ако не се на исто ниво, сигурно се подобри. Значи, може само тоа. И затоа е ризикот, затоа е тој автогол што го дава опозицијата. Јас ги разбирам дуи имаат своји интереси, разбирате. Дуи се става самиот во една контраверза која се покажува. Од една страна шефот ни вели НАТО, ЕУ, ако не ќе избегаме од влада и така натака, а од друга страна чекајте да ви кажам. А од друга страна вели бойкот на претседателот. Создава политичка криза. Во политичка криза нема негување во НАТО и ЕУ. Значи што сака Али Ахмети? И сега на Али Ахмети кој има своји интереси, да не ги елаборираме сега не е местото, му се приклучува со уште поробусен бойкот опозицијата. Која е целта на опозицијата, кажете ми? Дали опозицијата во донесувањето на нивните легитимни политички одлуки помисла во момент како нашиот потек ќе влијае на идејата на државата, на секој граѓанин, на Геровски, ваш, мој? Не помислила. Зашто ова што го прават има ли одговорност власта има ли одговорност власта во таква една власта е секогаш најодговорна за се, разбирате. И тоа што нема диалог околу главните прашања, името околу меѓуетничките односи, власта е носител на тие процеси. Меѓутоа и другата страна има одговорност. Не може да ја делегитимирате или да ја отпишете како одговорна и опозицијата. Што направила опозицијата, например, се реши проблемот со името? Ништо. Излегува со контрадиктивни ставови, излегува... Сега се видам да задржам на проблемот со реформската агента. Геровски, дали мислиш дека тие спекулации се реални, дека Македонија може да ги загуби? Не, барем 60 секунди ја кажам нешто или треба се довикувам. Не, повели, секој со своје време кој ќе дојде ред. Значи вака, да се обвини опозицијата за тоа, ако евентуално изгубиме препораката,
Тоа е да не се разбере и да не се знае што би значило евентуално еден таков потек кој е рамен на преседан. Губењето на препораката не е како губење на мобилен телефон, како губење на парични во автобус, па ги губи на попатно и така натаму. Тоа би значило една сериозна порака. Дури за мене не е ли пресудно, не е дури ни пресудно дали ќе добиеме формално губење на препораката, како што навести самиот премиер Никола Груевски, нели? Они негови панични изјави кај што вели опозицијата ќе биде крива ако изгубиме препораката, овие ќе бидат криви, предавниците, така натаму. Битна е пораката која ќе следи од Брисел на самитот на есен. Пораката известно, тоа е сигурно известно, ќе биде остра и ќе биде многу конкретна. Македонија има многу сериозни и многу конкретни проблеми што треба да се решат. Најодговорни да се решат тие проблеми се власта. Али Ахмети и Никола Груевски. Или редоследно Никола Груевски и Али Ахмети. Зошто? Затоа што и двајцата пред изборите побараа апсолутни мнозинства за да можат без уцени, спокојно да ги решаваат проблемите. Тоа мнозинство го има Никола Груевски. Сега има апсолутно мнозинство во парламентот и има опозиција која не сака да се работува, не сака да презема дел од товарот, дел од обврските што објективно и припаѓаат на власта. За мене, отворено и јавно тврдам, тоа е добар пристап. Затоа што ако веќе Груевски побара од врзани раце да ги реши сите проблеми, вклучително и проблемот со името, нека повели, нека ги реши. Тој е коректен пристап од страна опозицијата. Што треба уште повеќе ние да направиме? Зашто на ми е раце, не е интересира. А што треба да прави? Треба да поднесе да свој дел одговорност. Да седи во парламентот. Името не е прашање само на власта, на сите нас. Господин Николски, прашав дали ќе имам шанса да кажам нешто. Поминава 60 секунди. Па еве ќе знам. Ако има тајмер, нека што не опирам јас. Значи, што очекуваме ние да прави опозицијата? Повторно да биде избркан од парламентот? Повторно сакате насила да се ги внесат во парламентот? Како што се обидува? Па тој филм завршува, не може више тоа така да функционира. Нема смисла, Борјан. Поентата е Значи, ако е вашето тврдење дека ако не добиеме препорака, јас мислам дека таква можност е минимална во микрони, али никогаш не биде никогаш. Значи дека е тоа виновна власта. Премиерот е прилично нервозен по тоа прашање, така што тие микрони некако ми личат. И јас во негово место би се плашал од таков настан. Тоа е враќање на земјата назад. И пак одговорност ќе биде на власта. Разбирате? Опозицијата се крие под маса, прави бели, прави проблеми, не одговара. Што бели ви пред опозицијата е јасно. Ево со бойкотот. Бойкотот по голема бида не може да направи. Создава политичка криза и тоа ми е поентата, дозволете, значи јас дем 60 секунди. Пардон. Значи, која е разликата од минатиот декември кога ни дадоа препорака? Разбирате? Кога и медиумите беа во таква состојба, може и полоша. Но се нотираше во таа, во Советот, во заклучоците на Европскиот Совет се нотираа тие проблеми, дека треба да се решат. Сега уште една друга работа. Сите одлуки, дозволете, сите се решават постепено. Не се решава преку ноќ. Сите приеми во ЕУ и НАТО, последниве 10 години, но не е поназад, и порно било така, се политички. Имате еден квантум на критериуми кои го постигнувате и се сече тука политички, одите кој има создадена политичка клима, кога нивниот интерес е такво нешто. Добро, ќе мора да се замешам со мој став, ја бев во Хрватска, каде што работев репортажа за тоа како Хрватска влезе, има известен минимум, господин Никовски, под кој едноставно не може. Ама да нема таков минимум, ние не би добиле препорака. Така што не е тоа, мислам, не би сакал да го релативизираме. Тие критериуми сепак мора да бидат исполнувањето нивно. Јасно се демонстрира во реалноста. Дозволете, ние сме го постигнале тој минимум критериуми, затоа имаме 5 години препорака. А знаете што се случи пред самитот на НАТО во 2008 година? И Грција. Зошто го повторува? Зошто Филе го повторува тој проблем со медиумите, со судството? Зошто го повторува тоа? Зашто судството нема се исправи кај наши 15 години. И тоа нема да биде постојано дневен ред. Нити Хрватска го има исправено судството, нити Бугарите, Руман, никој го нема. И да не зборуваме и Грција и така натака. Значи во 2008-та, дозволете, 2008 година и Грција, дозволете на Европската комисија за Бугарија и Романија. Ги читам. Во 2008 година и Грција излезе
пред самитот во НАТО дека Македонија ги исполни критериумите. Не примија? Не примија. Значи има други проблеми. И Грција дори кој барал од неа дори истрчила ли што се случи. Грција рече Македонија ги исполнува или како што викаат они нас, Скопје ги исполни критериумите за прием. Дојде НАТО, не прием. Геровски реплика? Да не биде дека Ја во суштина немам реплика веќе, кога го слушам со години веќе истава приказна. Ја мислам дека таа мантра ние ги исполнуваме сите критериуми, ама овие не примаат бидејќи не мрзат. Не мрзат, имаат интереси своји. Бидејќи имаат интереси нас проти нас, ја мислам дека таа е веќе безсмислена и здодевна. Именно ако имаат тие интереси, ќе имаат интереси кои ќе се вратат се само парламентот, ќе престанат нивните интереси. Значи, тезата можам да ви оборам на, како кажам, вака. Нема да обетите. Ви оборам. Имаме интереси. Тие. Значи, интересите нивни се Македонија да не влезе во Европа. Затоа ни дале препорака, зашто имаат интереси, глупост. Сега, бидејќи имаат... Не ги мешате се бабичави. Вие мешате бабичави. Бидејќи имаат интереси ние да не влеземе тамо, така вие велите се пред малку, тоа значи дека тие интереси, веројатно знаете дека интересите во политиката се трајни, тоа Черчил го кажува, нели? Сега, ако имаат интереси, ние и звезди да им скинеме, и СДСМ да влезе во парламентот, пак ќе ги имаат интереси. Ја мислам дека вие сте длабоко во грешка со таа мантра. Европа представува нешто што се нарекува систем на вредности, на институции, на практики. Оваа земја ќе биде таму кога ќе влезе на голема врата, кога ќе ги на голема врата ќе влезе, не се влага на капитлик во Европска унија. Кога ќе го исполни тој систем на вредности, тие практики. Она што се случува во Македонија денеска е режим, е диктатура. И тоа не соодветства. Па вие можете се смеете, бидејќи вие веројатно тоа не го чувствувате, ама и илјадници луѓе тоа го чувствуваат на својот грб. Вие имате систем во кој граѓаните гласаат врз основа на клиентелистички пристав во Македонија. Нема да чекам сега, сега ќе завршам, вие ќе чекате сега. Тоа е иначе европско правило. Кој ќе завршам, вие ќе кажете. Значи, во такви околности, ако се продолжи приказната со мантрата што да правиме, не бива, што и да направиме, ние никаде нема да стасаме. Има начин како да се реши прашањето. Има начин. Да се прекрстиме. Зошто? Не. Ќе си седна власта, ќе си седне господин Никола Груевски и малку ќе си ги редефинира политичките приоритети. Не можете вие да речете да го нема СДСМ, да се самоуништи СДСМ, да добијам апсолутно мнозинство во парламентот, да бидам безуцени, да правам што сакам, да имам апсолутна власт, да владеам 10, 15, 12 години, ми треба 65, 100, 120 пратеници и да велите после, видите се, па вие сте криви што ние навлагаме во и што ќе изгубиме препораката. Не можете така. Вие одговорноста ја преземате комплетно врз вас. Ова е мантра. Сакате да поделиме одговорност. Јас би му рекол така, сакате подели одговорноста. Добро, не се прави така. Да им даде власта да им даде одговорност. Не, ќе го почитува политичкото малцинство. Вие велите вака, кога опозицијата не предвидела за решавање на името. Да се вратиме на Европа. Може ли? Да се вратиме на Европа. Може да прашаме, може да поставам прашање. Може да поставам реплика. Колку дали може да бидеме со комуникацијата искрени. Европа вели слобода на медиуми, судство, борба против корупција. Ама чекајте. Дали Европа волете на народ. Може да поставам едно прашање. Јас поставам прашање. Дозволете. Погрешна. Ама дозволете ми само прашањето да го поставам потоа. Дали ние може да речеме немаме проблем со слобода на медиуми, немаме проблем со судство, немаме проблем со борба против корупција, ве молиме или објаснете или вие, и да бидеме искрени во однос на тоа, вие имате друг интерес и вие со нас играте лицемерно. Дали може тоа така да го соопштите? Или обратно да речеме, поведете што треба како да го решиме овие проблеми. И разбирате ли ви основата на политиката на Брисел према Македонија? Не разбирате. Повеќе ми кажувате, не разбирате. Брисел нас не ни поставува услов, медиуми, судство, не знам, култура и така натака. Не, апсолутно го поставува. Не поставува, човече. Не разбирате ви основата. Политиката на Брисел е прво името, потоа членство. Тоа ли е политиката на Брисел денес? Во вчерашното комунике од кабинетот нема никакво. Ама не треба да има име. Ама тоа ви го спомнуваат американците секој ден. Брисел ви го вика, Расмусен беше тука. Ти вели прво името, потоа членство. И вие за овие вредности што зборувате на Европа. Има вредности Европа. Али тие вредности Европа не ги игра према Македонија. Ако видите тие вредности, дали е владењето на правото основна вредност на Европа? Е? Го признават ли судот во Хаг тие? Не го признават.
Кај се тие основни вредности? дали може... И тие основни вредности се пак базирани врз нивните интереси, не кажувам се кој и како и што не е ни важно, Грција не е играч таму. А зошто не би ги надмутили Маргинален. амбасадоре? Да ми речеме, добро, дај... Ајде да се прекрстиме, Ајде, ние да ви кажеме. не, името на страна. Дајте Ама не е на страна, тој е центарот. Да видиме што е со слободата на медиуми, го решаваме. Да видиме што е со го решаваме. Ова, друго, да им ги избиеме сите аргументи да рече повелете. Што да поведете? Нашето е решено, сега сте вие на Ама потек. Расмусен вчера беше тука. Прво името, потоа членство. Постојано ни го повторуваат тоа од Брисел и сите што доаѓаат и Америка постојано го потврдува. Суштината е името денеска. А дека ние сме уште далеко од тоа како што треба да биде во медиумите, во демократијата. Вие зборувате за демократијата. А зошто бидеме далеко од тоа? Дали има демократија во партиите во држава? Дали има во СДСМ? А зошто да сме далеко од тоа? Зошто сме далеко од тоа? Не во време. Може да кажем јас нешто на оваа тема. Ајде, Геровски. Значи, да зборуваме за тоа дека Европа не значи никаков систем на вредности, дека не постојат Тоа јас не го реков. дека не постојат бенчмаркови битни, дека не се битни, дека не постојат копенхашки критериуми, дека Европа не Кој го интересира. тврди тоа? Вие го тврдите. Јас го тврдам. Вие тоа ништо не е Па вие не сте ме битно. разбрале, вие. Се извинувам ако не сте Не сте ме разбрали. Но разбрали. јави, ако добро разбрав, и вие рекавте вака. Ма оставете го тоа. Ние почнуваме да зборуваме за демократија, за медиуми. Ма оставете тоа, не битно, името е битно. Ајде за името зборуваме. Добро. Што не го реши власта проблемот на името? А како да го реши? Па еве, И со например, колку? Рашид го Али Ахмети, тој вели дека никогаш не сме биле поблиску во овој момент до решение на спорот за името. Па добро, че го решаваат. Тој викаше и Фрчко се викаше цело време. Е, па нека го решат. Па сега што треба да ви дојде? Ама знаете, кој е интересот на Али Ахмети, како да се реши името? Ај, кажете ми вие кој е интерес на Не разбирате вие. Не. Што им одговара на албанците? Се прекасат македонците или не? Ма, знаете како... Ама кажете, ама вие се смеете. Не е чудно. Македонија е сочена со предизвик. Ама зашто интересот на албанците се прекрстиме, објаснете. Затоа што има други проекти. Да не нема. Не проекти, некои се отварат големи. Како кои се да не реализираат. нема? Абе, господин Николски, тој свет веќе не постои. Во вашата можда филозофија и глава. Тој свет функционира денеска така. тој е Што свет. значи, кажете ми вие, консензуалниот председател? Што идеја е тоа? Рушење државата од НАТО. Ете ви го подржа председател, што е проблемот? Кој го Па подржа? е, тој дојдоли на инаугурација, заврши работа, што е проблемот? На инаугурацијата собрание беа? Не беа. Не беа. Не беа, не. Не беа, не беа, така не беа. И тоа не гледам Не никаков го проблем. признаваат, човек, вие не ги разбирате основните работи за жал кои се случуваат во регионов и во Македонија. Што не признават, господин? Има регионални проекти, едниот од нив сега голем албански проект се вели. И тоа е во целосна брзина. Господине Николски, јас се обидувам да Завршена разговарам за таа нашиот брика, интерес не, на не, Македонија. не, Дали Македонија може да изгради чисто реформско така наречено досие и со него да настапи. Абе, не може Борјан, ако збориме дека Прашувам, постои прашувам, голема дали- Албанија. дали е можно? Значи, ако е точно ова што го збори Николски, јас ќе му дам кредит на неговата теза. Ја- вели вака. Да- Абе, луѓе, да заокружам само. постојат Дали е проекти, можно? интереси против Македонија. Едниот е голема Албанија. Ние сме во полувоена состојба. Во полувоена состојба не се прават реформи. Дали е можно? Дали е можно? Имаме процес на албанизација на земјата, да има знамења и стакнување. Пак ќе да прашам. Дали е можно Дали албанска химна се пее во се свири? председателот на државата, власта, опозицијата како битен фактор, дали е можно да седнат, председателот би требало да биде некако да иницира таков процес, и да речат, ајде сега ние да изградиме едно чисто реформско досие, каде што не ќе може никој да ни зборува за тоа, и да видиме што правиме понатаму. Зошто тој процес не се случува? Ето, тоа ми е прашањето. Тоа се апсолутно се сложувам, таков процес е потребен. Апсолутно. И треба да биде иницииран од властта. Али, и опозицијата што молчи. Видите, ако опозицијата е хендикепирана со медиумите, ако е хендикепирана со диктатурата, како што велите ви, така натака, зашто не излезе со проекти? Да ги надмине тие. Нашиот народ е мудар. Оној нападва што продава, кога ќе чуе нешто, разбирате, отма нешто позитивно му фаќа увод, разбирате, и поддржува. Тако нешто нема. Тако нешто нема. Нема проекти, нема понуда. И што ако чуе тој гледам, напад? ако се две клубни прашања, знаете кој се денеска? Број еден прашање во државата е името. Од него не зависи днината.
Се е тука врзано. Тоа е по-клучно прашање и од сиромаштијата, и од невработеноста, и од меѓудечните односи. Добро, да завршам, дали Геновски можно под овој притисок кој очигледно расте од страна на Брисел, дека опозицијата, власта, председателот, сите фактори релевантни има шанси да седнат и да ги разгледаат тие битни реформски прашања на кои се забележува, за да видиме на што сме. Видете, евентуално да не се изгуби она што е као интерес на сите, бидејќи членството во ЕУ и НАТО, ако добро разбраве, имаме консензус за тоа. Јас мислам дека во пресред на следниот самит и подоцна во ова есен, нели, за кога се предвидува овој најжесток притисок врз Македонија да ги исполни овие, да ги реши овие проблеми отворени и тоа ургентно, како што вели Филе, јас мислам дека ќе се отвори некој вид на диалог, политички диалог меѓу власта и опозицијата и дури и поширок диалог во кој ќе се вклучат и експерти и граѓански сектори и така натаму, и тоа треба да се случи. Тоа нема да биде, се разбира, во почетокот враќање во парламентот и таму да се функционира диалогот, каде што и вообичаено диалогот функционира лошо во парламентот. И кога била опозицијата после пред 2012 декември, пред тоа, потоа, во парламентот кај нас функционира врз база на стискање на зеленото копче со надгласување и тamo нема сериозен диалог. Тоа не е точно. Тоа е точно. Само нема сериозен диалог. Но ја очекувам и посакувам искрено да таков диалог се случи. Посакувам барањата што ќе бидат поставени од Брисел, условите што ќе се постават, да бидат прилично цврсти и прилично конкретни и прилично мотивирачки за политичките фактори во Македонија. Бидејќи како и да завртите, ние имаме сериозни проблеми што бараат сериозен пристап и ургентно решавање. Тоа може да се случи. Дали за вас мислите дека ќе надвладее на крајот од денот, кога ќе се соочиме со реална ризик за изгубење препораката, таа свест дека пред се е националните интереси, дека ќе дојде до таков диалог? Видите, за жал, Айнштайн рекол дека човечката глупост е неограничена. Рекол, Вселената и човечката глупост, вика, за Вселената не сум до крај сигурен. Значи, нашата тврдоглавост балканска се плашам дека ќе надвладее над се. Бидејќи, како да ги тумачиме пораките на Филе или било кој од странство, никој не поддржува техничка влада, односно игнорирање избори. Не зборам за формата, прашав само дали мислите дека ќе надвладее размот и интересот. Се плашам дека не, бидејќи на граѓаните пред се и дали ќе седнат без разлика. Се не прашувам ни за техничка влада, ни за опозиција, ни за власт. Мислам дека тешко ќе дојде такво нешто, бидејќи ние сме балканската тврдоглавост има и позитивни карактеристики, позитивни и да речем последици некојаш, ова е крајно негативна. Мислам дека и пораката што добија, што многу јасно ја разбра и Шекеринска и Заев во Брисел. И Груевски предпоставувам. И Броевски сигурно, меѓутоа овие се на потек, зашто овие преземаат еден потек штетен за државата, со далекосежни негативни последици и тие треба да ја преспитаат својата одбора. Дали Груевски ги повика на диалог? Во парламентот диалогот е многу важен и клучен и таму да е диалогот и тоа имате телевизија која пренесува. Дали Груевски народ гледа? Дали Груевски ќе повика на диалог? И јас би му препорачал да повика што поскоро. И благодарам што бевте гости во студиото на Нова.